И во бекстејдж следуваат многу интересни минути, барем за мене и за цела наша редакција која што е тука позади објективот, а секогаш и за гледачите, бидејќи го имаме на гости во бекстејдж по долго договарање, јас морам да признам, one and only Златко Јовановски, King of Sparkle, и не треба некое поопширно најавување, бидејќи веќе јавноста те знае и те сака. Како си? Точно, фала ти многу на оваа прекрасна најава и ја мислам дека после оваа најава ја можем само да чутим, да светкам под овој ваш рефлектор и ништо да не кажем дека све е кажано. Кажи како знам да најавам еден лав во хороскоп да се Ти намерно ми праеш дека знаеш дека сум лав во хороскоп, да ми дадеш 1000 комплименти, за да ти дадем ја на тебе 1000 ексклузиве. Златко, каде си, како си, што правиш периодов? Помина нова година, празниците се уште траат, нели Василица, богојавление, водици, ни следува малку традиција, малку семејство, малку работа, бараа ли македонките светкави фустани? А од мене увек се бараа светкави фустани, мада ја би им посакал на македонките што почесто од мене да бараа светкави прслуци и долен веш, да им леза у новата година со светкав веш и да може многу полесно да го соблеча. Но од друга страна македонките бараа фустани светкави и морам да кажем дека оваа нова година сме работеле со полна парија, сме услужиле клиенти доволно за да бидат сите среќни и исполнети нормално за да влезе у новата година со JCJ и Златко Јовановски креација, а морам да кажам од друга страна дека јануар го користим да се поминем поиќе со фамилијата, со внуците од сестра ми, со моите дома, заради тоа што ја не живеем со нив, по овие ручеци вечери што се дешава фамилиарно ми знача, заради тоа што од друга страна јас сум овој период малку послободен и не имам толку многу пословни аранжмани. Да заокружиме на тема мода, само дали подготвуваш нешто ново за оваа година како ревија, дали имаш некои посебни желби за 2026-та, бидејќи никогаш не мируваш? Ја, затоа што два пата бев у Париз и се представив на Париз Fashion Week до сега два пати со модна ревија, се надевам дека оваа година ќе идем на Милано Fashion Week, ама ако идем на Милано Fashion Week, тоа би било здравје во септември, односно октомври, а ако не биде септември, октомври Милано, може би ќе биде тогаш Париз. Ама за пролет, лето спремамо други колекции кои што ќе бидат презентирани само со фотосесија, како би можеле моите клиенти и следачите мои на Инстаграм да ги видат многу блиску деталите и слично. Јас ти посакувам многу среќа во сето она што си го замислил на професионален план во 26-та, а она што го спомена за на приватен план. Да, и на приватен како Ваква дискриминација не сум видел од телевизија. Па ми беше незгодно да прашам што си посакуваш на приватен план, оти јас. Да имам милиони на конто за да можам да путувам у најскупите хотели и да спијам у најскупите собе. Значи ти посакуваме плодна работа која што ќе ти ги донесе парите кои ти се потребни или па некој нека те чести, зошто да не нека се појави и некој таков, па зошто да не. Дај Боже. Што мора се со наша пот да направиме. Дај Боже. Кажи ми која е најдобро облечена македонка? А јас сметам дека тоа е дефинитивно Аделина Тахири и Елена Живо со стил. Јас сметам дека они две премногу се труда, сметам дека они две увек изгледаа вау, без разлика вие дали ќе ги сретнете нив приватно или пословно, и сметам дека и двете премногу има стил, иако некое парче што не го комбинира е премногу тренди и го има често кај девојките заради тоа што сега е тоа тренди, они го комбинираа на многу автентичен и свој начин. Сега од друга страна, малку понеблагодарно прашање, но потребен ми е твојот одговор. Кои се најлошо стилизирани или најлошо облечени? Некоја која што сметаш дека има убавина, има убава форма на тело, меѓутоа не знае тоа да го спастри како што треба. Јас сметам дека за жал Каролина Кенас е огромна звезда и огромно име, некој кој што полни 3, 5, 6 сали, филхармонии и слично, карта се чека ред за неа да се купи по цел месец, а од друга страна вие кои читате кај неа одлично пее сите песни, ја и ги знам и ги слушам дома и у моето теле често врти компилација на Каролина, но кога ќе ја видиш нема ништо специјално на неа што ти би ја запамтил. Односно, Каролина, пошто е постатична на сцена и заради тоа што на сцена е сама, нема илјада играчи, нема лед скриној, нема илјада светла и чуда, сметам дека она треба да биде малку почудно. Не мислам дека тоа треба да биде светкаво со пердови, со циркони, она што го правам ја, но сметам дека треба да биде чудно укрој како скаприели. Значи да има некој чуден шешир, можеби само некои високи рукавице, можеби некоја долга наметка. Пак ќе кажем, не мора да биде како J.Lo или како Карлеуша, мене што ми се свиѓа светкаво и голо,
но треба да биде како скаприели, нешто како чудно укрој, а сепак минимал. Дали би ти била предизвик Каролина да ја облечеш ти како што си замислил? Да, зошто да не, јас се надевам дека еден ден ќе имамо супер соработка. Кажи ми твој став и мислење во однос на реалните шоуа. Дали доколку би добил покана, на место каде што 24/7 би те снимале камери, би прифатил постои ли таква цена? За жал, цена има. Јас сметам дека сите ми имамо цена и тој што вика дека нема цена, дека тој е наевтин. Тоа е факт. Од друга страна, Никој не го бара, не му понудил ништо. Па да, знаеш како вика Наташа Беквалаца, лепо е бити поштен каде никој не иче. Да, така да, од друга страна и тоа држи вода. Но да се навратиме на реалните шоуа. За жал, јас сум бил, ја ќе кажем за жал, јас сум бил у едно реално македонско шоу, кај што се такмичеле македонци за да бидат пејачи. Они беа, мислам дека 10 на број, а ја влегов таму како стилист и ми беше договорот еден месец да живеем со нив еден месец, а да бидем надворешен соработник после тој еден месец како би ги облакал и стилизирал за нивните појавувања кога они се такмичат со пеење. Од друга страна, јас сметам дека тогаш било тоа мое најмалку паметно искористено време, многу непрофесионалност, не беше за жал гледано, за жал на крајот и пропадна, дали е поради непрофесионалност од тимот, од продукцијата или поради самите досадни членови што беа у куќата, не знам, но мене тоа ми е едно многу негативно искуство и не знам дали пак би се решил, но дефинитивно да има добра цена би влегол, но не мислам на овие реални шоуа што се како у Србија, но можеби тоа би било нешто како Project Runway или нешто што видела камера и 24/7 камери само со мене и само за мене за да види народот колку Кардашијанс и слични шоуа. Баш, да, нешто на тој левел. Важиш за човек кој што е прилично либерте во ставовите, во погледите кон светот, општествените случувања и слично. Дали има нешто кон што Златко Ивановски има предрасуди, нешто за што би си рекол јас ова никогаш не би го направил или како не им е срам да направат тоа и тоа? Зашто би си рекол такво нешто или буквално се разбираш? Јас се разбирам, се поддржувам и за мене све е окей, све е нормално, ја немам со ништо проблем, освен со луѓето што лажа, луѓето што не даваа плата на време, мене ми е тоа ужасна катастрофа и не може он да вози кола од 100.000 евра да нема да даде плата за вработените, мислам мене ми е тоа ван памет. И трета работа што не ја разбирам, а често сега гледам по социјалните мрежи, тоа што луѓето се расфрлија со некои цене да кажа дека тоа е оригинал е дека кошта 5.000 или 6.000 евра, нивното парче облека, а тоа толку не кошта. Мене поферски и понормално е да ми кажеш дека мене ова ми е фейк, тоа ми е оригинал, ова ми е толку, ова ми е толку. А мене немам проблем ти да сакаш да кажеш цена. Сакаш да се пофалиш, те прашале, па кажи. Но имам проблем кога стварите што са фейк ги презентираме како оригинал. И Што е нешто не би го направил за ниту едни пари на светот. Еве кажа дека сите ние имаме некаква цена, меѓутоа што е нешто што не вреди никаква пара. Мислам дека никогаш не би ја изневерил фамилијата, тоа е прво, и второ мислам дека никогаш не би се дрогирал заради тоа што сите лудости, будалаштини што ги правим и што ги зборим, сакам да ги правим со свесен памет, да знам дека ја тоа сум го направил, истото да го памтим, без разлика дали по позитивно или по негативно не е битно. А да се дрогираш или да го изневериш своите најблиски, мислам дека тоа нема цена. Ти благодарам многу што и денес беше дел од Backstage. Едва чекам повторно да се поразговараме на некоја друга тема. Фала ти многу и на тебе, а на Backstage му посакам уште многу години успешни, како што им ви беа сите минати, и на сите вас да ви се оствара сите желбе, а сите гледачи да бидат многу среќни и задоволни и пред се да веруваа у себе, зашто само така ќе се стигна далеку светот.